За жал, бројот на пожари на отворено не се намалува. Ќе потсетам дека во текот на јули имавме 765 пожари на отворен простор, меѓу кои што и шумски пожари. Во текот на вчерашниот ден имавме дури 37 пожари на отворен простор, а денес досега некаде до 16 часот имаме 23 пожари на отворен простор. Од нив 5 се изгаснати, 8 се ставени под контрола, 10 се активни. За жал очекувам во следните неколку часови да се појават нови пожари на отворен простор, бидејќи тоа ни го покажува досегашното искуство. Најтешкиот пожар кој што повеќе од 20 дена се обидуваме да го изгаснеме, пожарот на територијата на општина Македонски Брод, кој што во основа има моментално два крака. Кракот кој што навлегува во ловишето Јасен е ставен под целосна контрола, додека вториот крак кој што се движи во насока на село Белице и ресторанот Белице, врзне го утрово действувавме со еден словенечки хеликоптер, а од копно, односно од земја делуваме со 15 припадници на полицијата, како и 15 припадници на македонската армија. Воедно на нив и помага тројца пожарникари и 4 лица од националниот парк. За жал на некои места овде гори квалитетна борова шума. Вториот тежок пожар е во Пехчево, во насока на селото Негрево, каде што во текот на денот действуваме со 5 ер трактори, еден на ДЗС, 2 германски и 2 кипарски ер трактори. Воедно утрово таму действуваше и еден словенички хеликоптер. На земја гаснат 15 припадници на армијата, 10 припадници на полицијата, 10 вработени во дирекцијата за заштита и спасување, 32 вработени во национални шуми, што е за поздравување. Национални шуми полека се става во вистинска функција. Имаме 12 пожарникари, 5 доброволни пожарникари, 5 припадници на локалната самоуправа, 2 од гранична полиција и 20 на доброволци од местното население. Гори мешана шума, многу тежок пожар, со кој што најверојатно битката ќе трае и следните денови. На територијата на општина Новаци имаме пожар кој што се провлекува неколку дена околу село Полок, Тапевци, Гнилеш и Паралово. Овој пожар го гаснеме од земја, бидејќи гори ниска вегетација, трева, грмушки, трња, но се гледа оддалеку и создава силна вознемиреност кај локалното население. Од земја гаснат 15 на пожарникари, 4 лица од национални шуми, 2 од јавното комунално предпријатие и 10 на доброволци од местното население. Пожарот на Галичица исто така трае неколку дена, влезе од албанска страна, беше ставен под контрола, пак се разбуди, бидејќи предизвикува голем интерес во медиумите, за него ќе дадам една детална информација. Овој пожар воглавно се простира од двете страни на Галичица, еден крак од Охридската, другиот од Преспанската страна. Во моментот на Охридска страна во гаснењето учествуваат над 25 вработени во Националниот парк Галичица, но и доброволци од спасителната служба од Охрид, вработени во ДЗС, како и граѓани доброволци, додека од Дресенска страна во гаснењето учествуваат 10 лица. На Охридската страна пожарот се простира воглавно во два фронта или два крака, еден северен кој што води кон Букова шума, односно кон планинарската Куќерка, наречена Спиридон, на кој што во моментот работат на расчистување повеќе лица за да не му биде дозволено да влезе во Буковата шума. Западниот фронт е навлезен кон F10 граничниот камен и во моментот се движи кон простор од околу 2 хектара густа смрека, каде што досега во текот на денот се слушнале најмалку 5 детонации, поради што гаснењето нема да се одвива, затоа што имаме повеќе неексплодирани минско-експлозивни средства, остатоци од минатите војни од фронтовите кои што се простирале на Галичица. Овој пожар ќе се почека да навлезе во шумата, каде што нема минско-експлозивни средства и таму ќе се обидат да го сопрат. На Ресенска страна од Галичица, кон исток, слегува полека и веќе е навлезен во мешана шума и тоа бука, но и зимзелена шума на некои места. Гаснењето би било полесно кога пожарот ќе излезе надвор од шумата. Има пристапни шумски патишта, во моментот се чисти еден од овие шумски патишта, за да може полесно да се пристапи кон пламените јазици. Доколку пожарот го премина овој пат, истиот ќе тргне кон селата Лескоец и Стење од Преспанска страна. Петиот пожар се одвија на територијата на општина Кичево,
кај село Пласница, село Латово, но и во насока на општина Македонски Брод. Кога гасат 5 вработени во национални шуми, гори трева, грмушки, нискостеблести растенија. Седмиот пожар се наоѓа на територијата на општина Кочани и тоа во атарот на село Пресека. Во гаснењето учествуваат 4 при пожарникари, како и 5 доброволци пожарникари. Многу тежок пожар, кој што најверојатно ќе ни создаде големи проблеми во гаснењето. Пред малку разговарав со градоначалникот кој што побара воздухопловна помош, но во овој момент не сме во можност да испратиме воздухоплови на оваа позиција. Осмиот пожар се одвива на територијата на општина Маврово Растуше, кај село Врбјани, значи длабоко на територијата на Националниот парк Маврово. Него попладнево го гасиме со еден словенички хеликоптер, но истовремено има и еден полициски голем хеликоптер Ми-171. Воедно од земја гасат 30 вработени во Националниот парк и 10 доброволци од местното население. На некои места се зафатени ела, смрека и сува трева. Деветиот пожар е кај во општина Прилеп, кај село Смолани, го гасат локалните пожарникари. 10-тиот пожар, кој што е најнов изби на територијата на општина Гостивар, кај селото Тулчевиште, очекувам противпожарната екипа која што е на лице место истиот брзо да го изгасне, бидејќи во овој момент се уште гори само сува трева. Во меѓувреме се појави уште неколку помали пожари, кои што пожарникарите ќе се обидат да ги совладат во прва фаза. За нас е многу важен тој прв почетен напад врз пожарите, бидејќи и најмалиот пожар за миг може да се претвори во страотен пожар, за кој што потоа ќе бидат потребни денови, но и огромна количина на ресурси да биде изгаснат. Затоа, по кој знае кој пат, апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни, да не предизвикат пожар на отворен простор, но воедно ги повикувам, доколку забележат чат или отворен оган, истото итно да го пријават на бројот 112, но доколку се сомневат дека одредено лице подметнало некаде пожар, истото да го пријават во најблиската полициска станица или на бројот 112. Останатите пожари кои што се изгаснати или ставени под контрола ќе ги добиете во вид на пишана порака во Вибер групата на ЦУК.